Avrame, Avrame, koji si ti? Ja sam Gospod. Što sakaš? Ovo je samo del, brake i sestre, od razgovorot koji se vodil помеѓу Бога и неговиот слуга Аврам. Денес ќе размислуваме токму за Божиот слуга Аврам. И зато би сакал на почетокот да читаме во прва Мојсеева, 12 глава, првиот стих, што вели: Господ му рече на Аврама: излези од својата земја, од родното место, од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Интересно, овај повик на човек кој бил тежок финансиски, Аврам. Може би во почетокот не толку богат, но сепак имал наследство од неговите родители. Аврам бил Божи миленик, Божи пријател, Божи соработник. Но ете, доаѓа време кај што Бог му патува повик да го напушти своето родно место, да излезе. Аврам се фатил слепо, браки и сестри, за овие Божи ветувања. И најверојатно тргнал на пат како најголем патник во историјата на човештвото, во историјата на спасението. Аврам не помислувал дека во наредните 115 години ќе биде патник, односно ќе патува кон ветената земја и ќе живее ни од што, туку од Божите ветувања. Прочитав неодамна дека според висниците Newsweek и Times ние живееме во свет полн со лажливци. Живееме во општество во кое не може на никој да му се верува, бидејќи ги кршат ветувањата. Само ако дзирнеме низ призма на политиката во нашата земја, било која партија во прашање, луѓето ветуваат, на крајот стануваат измамници. И затоа луѓето губат доверба еден во друг. Едноставно луѓето немаат доверба. Дали некојаш сме дошле, браки и сестри, ние во искушение да се посомневаме во Бога? Бидете искрени. Не мора да одговараме сега јавно. Меѓутоа, дали сме дошле во искушение да размислуваме за последното Исусово ветување? Да, доаѓам скоро. Па колку е тоа скоро, веќе 2000 и повеќе години како го очекуваме Христовото враќање? Исус вели: да, доаѓам скоро. А веќе умираме, се требиме, нашите предци заминаа, едноставно генерации заминуваат, а од тоа скоро, како скоро да нема ништо. Зошто Аврам го сметаме, браки и сестри, за великан? Зошто нему, на Аврама, му се дадени толкави ветувања? Ајде малку денес да размислуваме за Аврам. Но Аврам од 22 глава од прва книга Мојсеева. Да го оставиме сега ова од 12-та, 13-та глава, неговите падови, неговите грешки, неговите успони, односно качувања во верата. Одиме на 22 глава. Ке се задржиме токму денеска во ова размислување во 22 глава од прва книга Мојсеева. Овде пишува во 22 глава, читаме вториот стих. Авраме, Авраме. А тој одговара: да, Господе, земи го својот единец, Исак, и појди во местото Моријем, и таму пренеси го на жртва паленица. Ајде да создадеме една слика, браќи и сестри, сега во нашите умови, како се чувствувал Аврам. Колку деца Аврам имал? 10, 5 или 1? Едно. Еден син. Може да создадеме слика за Аврама во тие мигови, да навлеземе во неговите мисли, следејќи го извештајот. Аврам колку години овде има? Доста, преку 100, ќе спомнеме малце подоцна. Аврам слуша глас и така не размислува можеби целосно, но одговори, вели: о, Боже, повтори уште еднаш, молел Аврам. Боже, не сум сигурен, Боже, дали добро те слушнав. Боже, моите уши се затнати, мојата старост, мојот слух ме издава. Боже, да не е тоа само лош сон. Дали имало одговор? Немало одговор од Бога. Аврам се буди, ги буди двајцата слуги кои биле постојано со него и со брзи чекори се упатува кон другиот шатор, кај што спиел неговиот син Исак. Тој таму оди заедно со своите двајца слуги. Исак се уште сонлив, станува
И сите четворица се патуваат кон север. Може би Исак рекол, што ви е, бре, зошто ме будете така рано? Па гледате колко е сатот. Гледате, сонцето уште не излегло, а вие ме будете. Како денешните млади, кога нивните родители ќе ги разбудат во 4 часот. Како се однесуваат? Не им е баш пријатно. Но Исак станува. Никој ништо не зборува. Се слушаат само нивните чекори. На чело на таа колона од четворица, кој оди? Најстариот, Аврам. Неговото лице е загрижено. Аврам чекори, но тивко во своето срце размислува и упатува молитва кон Бога. И вели, Господе, те молам, проговори ми уште еднаш. Ти знаеш колку пати тоа го правеше во минатото. Ти ме водеше чекор по чекор, борејќи се со својот страв. Научив дека ти си ми пријател. Боже, зошто молчиш? Ти ми даде сега такво барање упати кон мене, да отидам и да го жртвувам својот син единец, каде што јас и мојата жена и моето семејство полагаме сета надеж во нашиот син Исака. Браќи и сестри, Аврам во мислите се бори, тој се враќа назад во минатото. Она што го чувствувал кога добил првиот повик, читавме на почетокот, кај што во 12-та глава, кај што добива повик од Бога, излези од својата земја, од своето родно место, од домот татков и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Те молам, Боже, проговори уште еднаш. Аврам се сеќава на минатото, на патувањата, на гладот, на шаторите, одењето во Египет. Посебно тоа во Египет му дава една друга слика, кога Бог директно интервенирал, иако тој покажал слабост. Знаете, тој се уплашил таму за својата жена. И затоа рекол, Саро, ако те прашат што си ми, што да каже? Да ми го спаси животот, кажи дека си ми сестра. Да, токму тој страв придонел да западне уште во поголеми проблеми Аврам. И Сара ја однеле во царската палата, но Бог не го заборавил својот уплашен слуга. И сега како на филм, кај Аврама му поминуваат сите тие слики, гледки од минатото. Настани од минатото каде што Бог често пати му зборувал. Но сега на патот кон Морије, Бог како да отишол на годишен одмор, Бог како да занемил, Бог не му возвраќа. Аврам сега на патот кон море се чувствува изгубен. Секако во тие мигови, знаете кој дошол во посета? Сатаната. Му дошол ѓаволот во посета во неговите мисли, како непоканет гостин, кој со своите притисуци сака да му го скрши срцето и му вели, Авраме, Авраме, ти не си таков човек со вера како што се преправаш. Се сеќаваш на твоето минато. Па ти колку пати излага. А сега патуваш кон море да принесеш човечка жртва, а и самиот проповедаше дека тоа е грев, дека не треба да принесуваме деца низ оган и на жртва. Авраме, Авраме, ајде врати се. Сврти го воланот на твојата кола и врати се назад во своето родно место. Но Аврам, браќи и сестри, цела ноќ се моли. Тој се бори не со ангелот како што се борел кој? Јаков. Туку се бори со своите мисли, што го притискаат за да донесе конечна одлука дали ќе отиде до крај или ќе се врати назад. Аврам бил тотално уплашен. Дали сте били некојаш уплашени? Ајде, сетете се на брзина, кога сте биле страшно уплашени. Може би кога сте биле болни, кога сте имали смртен случај во семејство, кога сте доживели некоја сообраќајка. Сега ми паѓа на памет кога ние имавме со колата пред неколку години враќајќи се од Скопје за Битола, беше негде март или така, почеток на пролета, касна зима, и немаше снег во Скопје. Бевме ние тројцата и уште еден верник од Прилеп, и после Росоман, она горе, како се вика, Бел камен, не Бел камен, него Камендол. По Камендол, знаете, она цевката вода кај што поминува. И надолу се спуштевме, патот према Дреново. И почна да паѓа снег, не беше тоа, може 5-6 сантиметри снег.
бидејќи на автопатот немаше ништо и пошта. Меѓутоа таму неравен терет, подмрзнато и ние со колата се свртивме 365 степени. Значи вака одевме, се вративме повторно назад за Росома. Тоа беше секундарно, молневито. И колата тап се сврти и застана. Двете тркала беа скоро на празно, а другата беше на патот. Ништо не беше, останавме сите живи и здрави, но тек кога излеговме од колата, почна нозе да се тресат. Тој страв кој го дожива човекот. И не можехме да продолжиме. Дојде шлеп служба, не излече, колата не беше ништо грабната, немаше проблеми и моравме да одеме кај сестра Добрина и брат Ристе, таму преспавме таа ноќ. Страшно кога си уплашен. Кога или земјотрес, дали сте доживеле земјотрес? Јас неколку пати си имал прилика да излегувам на брзина од куќата. Кога нозете ти откажуваат, кога срцето почна да ти чука дупло повеќе, кога едноставно морнинци низ твоето тело поминуваат и човекот е во страв. Ајде да го замислиме како се чувствувал, браќа и сестри, Аврам, кога требало да го принесе својот син. Отеднаш се буди од своите мисли. Цел ден патувале да стаса до местото Морие. И таму го направиле, кога стасале ноќе, го направиле својот шатор да преспиат, зашто утре дента треба да го принесат својот син. И сега повторно Аврам во шаторот клекнува и ја започнува својата молитва. Се молел како никогаш порано. Дали некогаш сте се молеле како никогаш порано? Сигурно сте имале такви моменти. Дали болест ве притиснала, дали некој проблем, тогаш можеби ја дуплираме молитвата. По-топла е, по-искрена е, по-долга е. Аврам се моли. Со солзи пропратена, така е. Аврам вели: "О, Боже, те молам, проговори ми уште еднаш, зошто молчиш? 3 дена патуваме, а ти молчиш, ништо не возвраќаш. Господе, знаеш дека те сакам. Но ти го бараш мојот син на ветувањето. Ти го бараш мојот единец. Господе, страшно се плашам. Те молам, проговори ми барем уште еднаш." И така додека се молел, Аврам се присетил во своите мисли, браќа и сестри, оно што го научил во минатото, иако имал своји падови, имал своји гревови, имал своји проблеми. Тој бил човек како и ние. Меѓутоа, Бог бил секогаш верен на своите ветувања. Секогаш Бог одново ја наградувал неговата вера среде неговите стравови и паѓања. Аврам во тие мигови се сеќава на минатото кога Господ направил сојуз со него, направил договор. Се сеќава на заветот што го склопил со Бога. 1 Мојсеева 15 глава 18 стих. Таму Бог се заколнал дека ќе ги изврши сите своји ветувања, дека тој ќе биде татко на голема нација. И кога го изнел надвор и му рекол: "Го гледаш небото, ги гледаш звездите, такво ќе биде твоето потомство." А сега се бори со проблем да го принесе Исака на жртва. И сега тие две работи не можел да ги склопи. Ветување, татко на голема нација, а од друга страна смрт. Детето ќе биде жртвувано, убиено. Ова ветување од космичко значење, браќи и сестри, преку целата историја на патот на спасението. Бог се заветувал и со смртта која ќе престои на Голгота, каде што неговиот собствен живот ќе го исполни своите ветувања, преку својот собствен живот ќе ги исполни своите ветувања. Ветување кое ќе одекнува низ коридорите на времето, низ целиот Нов Завет. Се до второто Христово доаѓање, тоа ветување ќе преовладува и наскоро целосно ќе се оконча. Аврам учел да оди, браќа и сестри, и да разговара со Бога. Како е со нас? Дали ние разговараме со Бога? Дали ние учиме да разговараме? Дали ги учиме нашите деца да разговарат со Бога? Да има доверба во Бога? И навистина, кога отпуштал со својот процес, Аврам учел да оди со вера, уште во Ур Халдејски и Харан, но тогаш Аврам не бил подготвен да се качи на брдото Морие, но сега бил подготвен. Зошто Бог не му дал такво искушение на почетокот, кога излегал од Ур Халдејски и кога поминал низ Харан? Затоа што Аврамото вера не била толку силна да може да принесе дете. И затоа Господ го учил како мало дете,
Како од градинка го зел и низ основно училиште, средна школа, па до факултет. Го учи Бог Аврама да оди со вера. Сега неговата вера е толку чврста да може да посегне и по своето дете, да го исполни ветувањето, односно барањето што Господ го бара. И овде во 22 глава, 4 стих читаме: на третиот ден Аврам ги подигна очите и го виде местото далеку. Морије. Аврам знаел дека таму го чека Бог. И затоа Аврам со вера тргнал, иако знаел дека нема јагне, но тие 3 дена му биле најтешки во животот, да принесе жртва, а да немаш јагне. И Аврам се бори со своите мисли. Најпосле се било тука. Жртвеникот бил направен, огнот бил во еден сад, зашто тие немали кибрити или некои други средства да запалат оган. Значи, носили оган со себе во масло и така натаму. Дрва имало доста. Се имало, но што немало? Немало жртва. Немало јагне. Нема чудо. Нема глас. Верата на Аврама била ставена на последна проба. Овој дел, браки и сестри, е најтежок дел во планот на спасението. Исак се свртува кој својот татко за помош. Му вели: татко, што сега? Еве, набравме дрва, собравме камења, жртвеникот е се во ред, масло имаме, односно има оган. Каде е, татко, јагнето? Ова не големото прашање на сите времења, браки си, каде е јагнето? Аврам многу порано од Јован Крстител укажува на изјавата која наоѓаме во Јован 1 глава 29 стих. Знаете што кажува таму Јован Крстител? Кога го видел Исуса: еве го јагнето Божје. Во апсолутна вера Аврам одговара, 8 стих, 22 глава 8 стих, 1 Мојсеева. Бог самиот ќе си предвиди за јагнето, за жртва паленица, сине мој. Со други зборови, сине мој, Бог ќе се погрижи за жртва. Аврам ни самиот не бил свесен, браќи и сестри, во тие мигови, на оние зборови што ги слушнал многу порано. Аврам сега ќе свати, иако не бил целосно свесен, зошто Бог го водел 100 години Аврама, чекор по чекор да научи што е тоа вера. Во секоја прилика Бог имал решение. Значи, Аврам имал проблем во Египет со жена му, ја избавил. Аврам имал проблем друг, трет, четврт, пет, немале деци и така натаму. Бог секојаш наоѓал решение. Иако Аврам понекојаш избрзувал, но Бог, браќи и сестри, е истиот и денеска. Може би ние стоиме пред врата затворена. Може би денеска ние имаме 100 прашања пред Бога неодговорени, односно проблеми. Бог има одговор, само потребна е вера. Тој ќе се погрижи, има тој решение за секој наш проблем. Но во прашање е нашата вера. Аврам морал да учи. Како е со нас? Дали сме ние подготвени да учиме и на 50 години, и на 60, и на 80, и на 100 години? Најпосле, ајде да насликаме и ова ситуација. Ако замислиме дека ова проповедална е жртвата, односно жртвеникот. Се е тука, дрвата се наредени, огонот е тука, камењата се тука, се е во ред. Најпосле стариот Аврам се приближува кон жртвеникот. Со левата рака се потпира на Исака, кој стоел до него. Го држи Исака, се ошто не му кажува. Сега дошол Аврам во ситуација каде што не можел да избега. Аврам доаѓа во ситуација каде што мора да оди до крај. Аврам дошол во ситуација каде што морал да одлучи од една страна целосна доверба во Бога, а од друга страна страв, онај страв кој те парализира, кој ти ги парализира мускулите, не можеш да се движиш. Аврам морал да одлучи, браќи и сестри.
45 години живел со надеж дека неговиот син единице исполнување на Божето ветување. Сега морал да донесе одлука. Неговите очи се наполнили со солзи. Исак стои тука поред него, се уште не ја кажува правата вистина. Тој стои, нема многу време да размислува, се држи за Исака со левата рака, го гледа во очи, со трпелив глас му вели: сине мој Исак, ти си таа жртва. А Исак може би се вратил половина метра назад. Може би со ужас и запрепастување почнало да трепери неговото срце и неговиот глас. Исак почнува да се тресе и во себе размислува: дете на жртва? Не, татко, не. Му поминале оние мисли дека кога Аврам зборувал дека ние не пренесуваме жртви, ние не пренесуваме жртви во деца и така натаму. Исак можел да го турне својот стар татко. Исак бил во цветот на младоста, бил силен, бил висок, бил јак. Можел да го турне и да си замине. Но најголема чест што едно дете укажало на своите родители е Исак кон Аврама. Тој е единствено дете запишено во Библијата кој навистина до крај останал верен на принципите како што е петата заповед. Исак со доверба гледа во очите на својот татко кои биле полни со солзи, црвени, зашто не спиел Аврам 3 дена како што треба. Бил под силен притисок. Сепак Исак гледа во очите на својот татко дека Аврам е Божи човек, дека Аврам е Боже дете. Во тие мигови били изговорени последните зборови на љубов, последен бакнеш, последна преградка. А потоа му вели: ајде сине, легни сега на жртвеникот. Морал да го врзи, за во тој миг да не ја пружи својата рака. И замислите, Исак легнува, ги затвара очите, а Исак му ги врзува рацете. Тоа се мигови, долги како вечност. И што се случува? Ајде да читаме. Во тие мигови, кога Аврам ја ставил на жртва својата последна и единствена надеж за еднината, Аврам го зема ножот и го крева, го извадил од пазувите кај што го чувал ножот, го зема ножот и полека ја спушта раката, за да го зарие во тамо кај што треба. Му треперела раката, но Аврам бил искусен. Стотици и стотици жртви тој принел на Господа, а сега треба да го принесе и својот син. Но токму тогаш, кога почнала неговата рака да се спушта надолу, невидлива сила ја запрела неговата рака и тој се укочил, ножот му падна, му паѓа на земјата и слуша глас. Читаме 11 и 12 стих кај што вели: но Господов ангел од небото го повика и рече: Авраме, Авраме! Еве ме, одговори тој. Замислите Аврам како одговорил. Ја мислам на стотици метри се слушнал тој одговор. Одекнал тој одговор низ коридорите на планината Морие, на тоа брдо. Стотици метри оддалечени луѓе може да го слушнат тој Аврамов одговор, кај што рекол: еве ме Боже! И понатаму продолжува текстот: не ја спуштај раката врз детето, не му прави ништо. Еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. И замислите на брзина, Аврам му ги сечи врвките со кои бил врзан Исак, станува, се прегрнуваат, плачат од љубов и олеснување. Во тие мигови тука во непосредна близина на жртвеникот, меѓу грмушките се слушна блеење на јагне. Бог предвидел замена. Тоа е приказната за Аврам и за Исака, браќи и сестри. Ја знаат и нашите деца во саботното училиште. Но која е пораката за нас? Зошто често пат ја повтараме таа приказна, тој вистински настан кој го наоѓаме во Светото писмо?
Еве прашање за размислување. Зошто Бог од Аврам побарал такво нешто? Второ, или одговор да дадеме, да го искуша, така, во ред. Тоа е една од причините. Друго прашање. Зошто Господ порано не побарал такво тешко искушение да му даде на Аврама? Дали е тоа една од причините да го искуша? Дека на верата е потребно време да се развие. Да, потребно е време и за нас да ја покажеме нашата вера. Меѓутоа, ние целосно денеска не ги знаеме одговорите зошто Бог токму побарал од Аврама такво тешко искушение да поднесе. Како што за Јова читаме дека такво искушение ниеден човек подоцна не добил, да изгуби 10 деца и да изгуби имот и се и да остане гол, што се вели како од мајка роден и болестен. И тој го положил испитот и Бог повторно се му враќа дупло повеќе. Навистина денеска не ги знаеме, браќа и сестри, целосно вистинските причини зошто Бог тоа го побарал од Аврама. Но знаеме едно, дека тие 3 дена биле дена кај што целото небо своите очи ги насочило кон Аврама и го посматрале Аврама и Исака. 2000 години порано, во 1 Мојсеева 3:15, таму во Едемската градина, ајде да го читаме текстот кој го знаете, верувам и на памет, кај што Бог однапред најавува. Бог однапред го најавил планот на спасението, кај што целата вселена го слушнале тој план, што Бог го објавил, дека ќе дозволи неговиот син да умре, како ние, луѓето, би можеле да бидеме спасени. И овде пишува 3:15 вели: еве јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и нејзиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Навистина овде е најавено Христовото страдање. Овде е најавена Христовата смрт, дека Исус ќе дојде во човечко обличе, ќе живее толку и толку години и на крајот ќе биде раснат на крст. И сега тука на брдото Морие, Бог го зима Аврама и Исака како голема слика за него, за Бога и за Исуса. Дека и Бог и небото ќе поминува ни слична агонија ради човештвото. Аврам и Исак станале пример на Бог Отецот и Бог Синот. И навистина после 2000 години, на тоа исто место, на брдото Морие, кај стариот Ерусалим, еден друг татко и еден друг син ќе се искачат на тоа брдо и кога стигнале, исто така тој син доброволно ќе го положи својот живот. Како што Исус 3 дена бил во центарот на вниманието на целата вселена, така како што и Исак и Аврам биле тие 3 дена во центарот на вниманието на целата вселена, само има една разлика. Има разлика, што сега ќе ја спомнам. Единствено на Голгота немало рака која ќе го фати ножот или чеканот или тие шајки на римските војници кои ќе ги фатат нивните раци да не ги забијат во рацете на Исуса Христа. Таму ќе нема оно кој ќе каже доста е, тргнете му ја круната, тој трнов венец, фатете ги рацете на војниците, одврзете го Христа и пуштете го. Ќе нема таков глас. Аврам слушнал глас: Авраме, Авраме, не кревај своја рака, спушти ја раката, спушти го ножот. Единствено, овој пат немало рака која би се испружила и рекла доста е. Овој пат, браќи и сестри, ножот длабоко се зарил во срцето не на човекот, туку во срцето на самиот Бог. Бог слегол во подземјето и во гробот затоа што е верен на своите ветувања. Најголема надеж и поук од овој настани дека Бог ќе се погрижи. И затоа, ако се забораваме од ова наше денешно размислување, да ја запаметиме ова реченица: синко, Бог ќе се погрижи. Бог ќе изнајде решение. Иако понекогаш зидовите се така бломбирани, запечатени во нашиот живот, доаѓаме во ситуација кај што креваме раци и велиме нема решение.
Но може би потребна е само мала вера. Тамо вели, ако имате вера како што? Како синопово зрно, ќе правите чуда, ќе кажете на ова планина, префрли се доле во подножието. Да, планината Пелистер нема потреба се префрлува во Пелагонија, него планината твоја и моја во нашите умови, сомнежот, тоа е таа планина, кај што понекогаш сомнежот е како рѓа која ги нагризува нашите меѓусебни односи и односи со Бога. Каква е нашата вера, браќи и сестри, кон Бога? Тој ден на брдото Морие, односно на Голготскиот крст, немало човек, немало уста, немало глас кој ќе каже доста е. И затоа апостол Павле вели во Римјаните, читаме 4 глава, 5 стих, следните зборови ги читаме во Римјаните, 4 глава, 5 стих, еве што кажува, еве го текстот кај што вели додека на оној кој не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, неговата вера му се засметува за праведност. Да, ние не заслужуваме спасение, но нашата вера се засметува за спасение врз основа на Христовата служба, врз основа на Христовата жртва, што тој направил за нас. И затоа Павле вели овде во 5 стих, ќе го четам повторно последниот дел, неговата вера, значи верата му се засметува за праведност. Ние сме наследници на Исуса Христа. Замислите, тој ден, последен ден, ден кога целото небо ќе се радува. Сите спасени се тука, од сите генерации, херои на верата, патријаси, пророци, тамо во средниот век кои луѓе биле жртвувани пред тие диви зверови ради Христа, сите се станати, воскреснати, спасени. Пред 2 дена бев на еден погреб во Хрватска, тамо една сестра почина. Тоа е секогаш така, кога доаѓаме на гробишта и кога се разделуваме од нашите пријатели, верници. Но слушнав една мисла која ја запишав и ја запамтив. И ќе ја повторувам секојаш ако ќе бидат такви прилики. На еден надгробен споменик пишувало: мртвите им отварат очите на живите. И кога малку подлабоко ќе размислуваме, тоа е така. Ние живите ги отвараме очите како што треба само кога сме на погреб. А кога сме секојдневно во живот, како очите да ни се затворени. Браќи и сестри, еден ден кога сите очи ќе се отворат, кога спасените ќе станат од своите постели, прашинливи, кога Павле вели, ние живите ќе бидеме преобразени и кога ќе бидеме земени на облаците, таму кога ќе се престроиме во таа небесна дворана, сала, кај што ќе има милиарди и милиарди спасени. Замислите, влегуваш во небесната сала со исти права како Христос. Таму сите ќе бидеме еднакви. Ке нема привилегии, прва класа, втора класа, гости за почасни, овие или оние. Сите сме еднакви. Таму еден ден ќе седиме на Божиот престол. Дали верувате во тоа? Еве што пише во Откровение, 3 глава, 21 стих. Ако понекош имаме сомнеж, некој вели, Боже, дај ми да бидам во рајот, ама барем тука, позади вратата, тука да бидам, важно внатре да се најдам. Не сакам таму меѓу првите челните. Но еве што пише овде Јован 3 глава 21 стих. Еве што пишува. Јован 3 глава. Да, 3 глава 21 стих. Мислам дека тој стих сме го читали порано. Вели вака: на оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Кој го кажува ова? Па Исус го кажува. Исус вели, дојдете, ќе седнете со мене на мојот престол. Има ли некој владетел денеска кој го дели својот престол? Ако читате римската историја на Цезари, на војсководители и на управители, па тие ги тровале своите противници, па ги убивале, па затоа што се плашиле да не му седнат утре на негов престол. И тоа е запишено често пати, најблиските били убиени, само да не дојдат на ред, односно да не го заземат неговиот престол. Овде Исус вели, вие кои
ќе победите. Вие кои сте упорни, ќе ви дадам прилика да седнете со мене на мојот престол, како што јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. И сега, дали два престола има таму? Добро, за тоа друг пат ќе зборуваме. Значи, Исус вели на мојот престол, а јас седнав на татковиот престол. Како е да е? Вратите се отворени. Секој ќе може да пристапи кон тој Божи престол, да седне, да ужива и да се почувствува вреден во очите Божи. Може би на ова земја сме биле експлоатирани. Може би на ова земја се биле таму на маргините во општеството. Може би сме биле безгласна буква, но во очите на Бога ти си вреден, како злато, вели Библијата, злато офирско. И сега, еве при крај, да читаме во Евреите, послание до Евреите, 11 глава. Таму одиме во алејата на великаните. Знаете, во Скопје има, Скопските гробишта има едно подраче таму, јас сум бил, алеја на заслужните граѓани. Како другите да не се заслужи. Но, добро, општеството така се сложило да имаат посебно место таму кај што се тие луѓе кои придонеле во општеството и тука се наредени борци, првоборци, председатели и што ти ја знам други. Но ајде ние да одиме, браќи и сестри, да дзирнеме во алејата на Божите великани, во алејата на луѓето кои навистина заслужуваат да бидат ставени и запишени во Библијата. Од Евреите, 11 глава, јас само ќе читам 40 стих, последен во ова глава, и ако читате овде ќе ги видите сите великани на верата, почнувајќи од Авел, и навистина тој првиот маченик. Потоа доаѓаме, Енох е тука, Аврам, и сега да не ги набројувам сите, Мојсе и така натаму, и на крајот Павле резимира и еве што пишува. Зашто Бог предвиде нешто подобро за нас. Овие великани кои се таму погребани во ред, еднаш во годината се сеќават и некој венецки им постават таму на бистите нивни. Или ќе ги спомнат на телевизија или на радио. Меѓутоа Павле вели, зашто Бог предвидел нешто подобро за нас. Тие да не дојдат до совршенството без нас. Браќи и сестри, пред Бога нема привилегија. Ова ни кажува дека денеска нема рај и пеко. Некој не отишол пред нас горе и сега да уживаат, а ние овде се уште се печеме на 40 степени. Не. Знаеме, нашата наука е многу јасна, односно библиската наука кога е во прашање за згробниот живот. Но Павле сака да не подсети, Павле сака да ни каже, Павле сака да не потикне, без обзир кој си, без обзир од каде си, ветувањата се исти и важат за сите нас. Бог денес ни порачува, браќи и сестри, од ова место и ни вели: Петре, Јоване, Марко, имам план за вас. Како што имав план за Аврам, имав план за Исак и Јаков, имав план за Исус, за Павле, за Мартин Лутер, за Вилијам Милер, имам и за вас. Но ви ветувам дека нема да се исполни додека и вие не дојдете таму. И вие да се најдете во таа група, во тие великани на верата. Бог, браќи и сестри, ги одржал своите ветувања, но дали ние денеска ќе ги одржиме нашите? Ние сите сме ветиле пред Бога дека ќе му служиме пред 50 години, пред 20, пред 30 или пред 1 година. Како е да е? Аврам, браќи и сестри, не погрешил во своите проценки. Аврам останал верен и по цена да го жртвува своето дете. Тој знаел дека и верувал во воскресение. Аврам верувал и да било пренесено на жртва детето, дека Бог од пепелта повторно би го воскреснал и повторно би ми го вратил, зашто тој е татко на ветувањата, тој мора да биде татко како што има звезди на небото и ќе се наплоди неговото потомство. И навистина Аврам е првиот евреин, од него почнува таа нација и знаеме колку бројала. Бог нека ни помогне. Како што Аврам бил наречен татко на верата, и ние да бидеме не татковци, туку синови на верата да бидеме. Синови на верата во ова тешко време кога нашата вера ќе биде ставена наскоро на проба. Лесно е, денеска ни е лесно да бидеме христијани, ја тоа го признавам. Но утре ако задзвони во 3 часот или 4 наутро,
Dođe policiji te veli, Gospodjo, imaš 5 minuti da se spremiš. Ti, Gospodin, imaš 5 minuti, zemi si gi najvažnije raboti, te nosi me v stanice. A ti veliš, pa zašto ne sam napravil, si go plakjam danokod, pa ne sam napravil sobrekjajka, pa što je rabota tam? Molči i podgotvi se. Kako bi se odnesuvale, braki i sestri? Da, nije ne živeme u takav sistem, kaj nas je demokratija, sloboda, zagarantirana po ustav, no priko nog to može da se sluči. Bog da ni pomogne i nije 100% da mu veruvame na Boga. To i nema da ne zaboravi, naprotiv, to je ki gi ispolni svojite vetuvanja i ki nija dade vetena ta nagrada, večen život. Neka mu je večna blagodarnost na Gospoda za ova njegova vetuvanja, naše da mu vozvratime sovera. Amin.